Изминува рокот за реализација на активностите од 5-годишната стратегија за грижа на стари лица. Градоначалникот Чадиев денеска на координативна средба со представници од Сдруженијето на пензионери вели дека локалната самоуправа ќе ја продолжи поддршката за овие активности на пензионерите и во следните години. Веќе се прават планови за изработка на нова стратегија, која има за цел да ги исполни потребите на пензионерите. Уште од сега ги почнуваме подготовките, го правиме првиот консултативен состанок со насоки да се подготвиме да пред донесувањето на програмите на Советот на општина Велес за следната година оваа стратегија биде изработена, дадена на јавна расправа, да помине у две фази стандардно, значи нацрт стратегија, а потоа да биде и официјална стратегија после јавната расправа, после запознавањето на целокупното членство на Сдруженијето на пензионери, да го изведеме што е тоа најкарактеристично, што треба да направиме на наредниот петогодишен период и дефинитивно да ја завршиме, да ја усвоиме на Совет стратегијата 2017, значи наредниот 5-годишен 2022 година. Од Сдруженијето на пензионери денеска изразија задоволство како од реализацијата на 5-годишната стратегија, така и од континуираната соработка со локалната самоуправа. Според председателот на Сдруженијето, фокусот на активностите е ставен најмногу на сиромашните пензионери, но и проекти кои се во правец на унапредување на условите за рекреација на пензионерите. Во рамките на оваа стратегија доскоро беше многу мал број опфатнато, сосем мал, број на пензионери, а оваа година што помина 15-та, па и сега во старта уште имаме доста ангажирано, мислам, помогнато луѓе кои што се во тешка, незавидна ситуација и 10 струко се зголеми, да речеме од 15 на 150.000, од 20 на 200.000 и 250.000 за им даваме партиципација за бањско лекување или одмарање. Тоа е негде половина милион денара даваме од Сдруженијето, затоа имаме пред се и солидарна задача на Сдруженијето да тие што имаат повеќе да ги помогнат тие што немаат. Од Сдруженијето на пензионери најавија дека годинава ќе работат на адаптација на 3 рекреативни дома, кои ќе прераснат во домови за стари лица.